Синоќа со 2 надпревари се комплетираше последното 22 коло од регуларниот дел на Суперлигата, со што сега ќе започне плейоф и плейаут сегментот, а познато и кои екипи по колку бодови пренесуваат за ова фаза од надпреварувањето. Надпреварите започна со мината молки во Радовиш и во Автокоманда. Екипата на Радовиш забележа само втората сезонска победа, а прва за новиот тренер Игор Котевски, откако Радовиш на домашен терен преку Пресврт го добија Куманово со 28-25. Радовишани се загреваат со црни маички на кои пишуваше Кочен и датумот на големата трагедија која се случи, каде животот го загубија 59 лица. Мечот одлично го отвори Куманово, каде имаше и предност од 1-4, но потоа Радовишани израмнија и започна играта гол за гол. А до крајот на први дел Куманово направи 2 гола предност за 14-16 на полувреме. Во втори дел Радовиш заигра подобро и во финишот од мечот направи 2-3 гола предност и на крајот мечот го доби со 28-25. Најдобар кај Радовиш беше Ивица Илиев со 7 гола, а кај Куманово 10 реализации имаше Давид Димевски. Алколоид со 29-26 беше подобро од Охрид во дербито на колото кое се играше во Автокоманда, но победа која се славеше и во Битола бидејќи шампионот Евроформ Пелистер е прв и пренесува 3 болови во плейофот. Лошо прво полувреме за Охридње, Алколоид на полувреме имаше 17-12, а во втори дел Охрид заигра подобро, но на крај сепак загуби со 29-26. Најдобра кај Алколоид беше Серафимов со 8 гола, кај Охрид се истекна Орникице со 9 погодоци, но мечот го заврши порано поради повреда. Претходно Евроформ Пелистер го декласираше Пелистер со 22-35, Бутел го доби Пролет со 23-21, Тикве славеше против Борец со 29-24, а пак Вардар беше пресилен за Струга со 40-26. Ова значи дека во плейофот шампионот Евроформ Пелистер пренесува 3 бодови, по 2 бодови пренесуваат Алкалоид и Вардар, по 1 бод Охрид и Тиквеш, а бодови во плейофот нема да пренесе Бутел. Во плейаутот 3 бодови пренесува Пролет, по 2 бодови Прилеп и Куманово, по 1 бод Борец и Струга, а бодови нема да пренесе Радовиш. Од Суперлигата испаѓа последната екипа од плейаутот, а пак пред последната екипа игра бараж против втората екипа од плейофот на првата лига на неутрален терен.